Ова страната, таму е Рајков. Ќе оди на дриблинг Рајков против Стојанов, успеа да мине, сега може и да се намести Рајков, но еве шанса и 1:0. Успеваат сега фудбалери, еднаш овој шутова, завршници и овој удар со глава. Имаше чувар крај себе. Завршува оваа топка под гредата во десниот агол на голот на Струмичани. Мигуел Пирес, можно со во 16-тникот да се одигра повратна со пета за левиот бек. Дриблинг, шут и 2:0. Каков соло продор на третата минута. 2:0 за Силекс. И сега се многу близко до зацртаната цел, многу близко до полниот плен, многу близко до трите бода и победнички старт во новата надпреварувачка година, но овој дриблинг против четворица покажува дека има одлична техника. Левиот бек на екипата на Силекс противникот, па и желбата кај вашите фудбалери да се докажуваат. Мирчевски, Ангелески, еве сега повторно шанса, може да има тука 3:0 и ќе има ако нема офсайд. Медува со 3:0. Па овде мислам дека нема офсайд. Иако не е најправилен наголот од позицијата од која што можеме да го забележиме ова, но таму се поставени и товаретите, од домаќинот таму е камерата на македонската телевизија. Одговорност Ангелески. Убаво е ова, шанса за уште еден гол и ќе има Лопи, го заслужи овој гол, ја заслужи оваа реализација Кристијан Велиновски. Еве уште еднаш ова акција, мислам дека се е тука чисто дека втрча попор игрувањето од задгрб на двајцата дефанзивци на Брера, па не би требало да има тука дилеми околу тоа дали офсайд или не, а потоа со лева пласира, па дури и во аголот. Ангелески. Пирес, може да бие, Пирес и измамене. Значи, постигне еден гол, погоди една греда и сега е главен виновник за автогол. Дефинитивно играчот на надпреварот на тимот на Александар Васовски. Тоа ја до убедлива победа тимот на Силекс, тоа е